Да, се враќаме во студиото. Чупеска, една, како што кажа и професор Ратифи, но и она што е јасно е дека албанската платформа која излезе како изненадување во целиот овој изборен процес сега се става како еден од главните услови за формирање влада. Вие цитиравте и госпоѓата Арифи со низиниот став, но ставот на ДУИ е дека они имаат еден услов од соедниот мандатар, а тоа е да ја прифати платформата, со ништо друго немаат проблем. Да, платформата е многу интересен документ, таа е нов момент нели во политичкиот фолклор. Меѓутоа морам да нагласам на таа платформа има и легитимни барања, односно имаше и нелегитимни. Сега баш во тој контекст ја спомнав и изјавата на Арифи со впечатокот дека не се зборува повеќе за геноцид и за слични, да речам, провокативни теми, туку напротив сведена е во една реална рамка, а тоа е целосното спроведување на рамковниот договор, кој што подразбира елиминирање на сите ексклузивистички државни национално државни атрибути, како и овие јазичните барања кои што исто така се легитимни. Затоа мислам дека нема потреба да се прави драматизација од причина што јазичките барања, ова јазичниот ексклузивизам, видете нигде ни во Европска унија, мислам дека член 22 од Европската повелба за фундаментални права, она го забранува јазичниот ексклузивизам. Потоа има, мислам, и 26 септември дека е ден на јазиците, значи се стимулира таа мултилингвалност дотолку повеќе што меѓу официјалните јазици во Европската унија е и галски јазик, тоа е варијанта на ирскиот јазик, значи тој јазик конкретен нема никаква поврзаност со национално-територијални рамки. И сега јазичките барања, оно што цело време во јавноста се представува како да е некој проблем и како да ќе ја загрози унитарноста, тоа е апсолутно неточно, бидејќи ако се применува јазик на цела територија, тоа значи дека нема да има етнофедерализам, она што го нарекуваат или чист федерализам. Кај етнофедерализмот, федералните единици се прекројуваат на таков начин да го одразуваат мнозинскиот јазик, а ова е сосема спротивно, значи со примената на цела територија на јазикот на... Инаку се избегнува, и тоа морам да нагласам, малцински јазик, како синтагма се избегнува во говорот, во јавниот говор и во политичките говори во Европската унија, бидејќи сугерира инфериорен политички и социјален статус за групата за која што се однесува и дури би се рекло никој не го употребува тоа веќе, како дури ни во разговор вака луѓето не го употребуваат. Затоа тоа мислам дека е многу една фина варијанта која што само ќе допринесе кон одразување на фактот на македонската мултикултуралност во јавната сфера. Да, но кога вие вака ова го објаснувате академски, веројатно за оние, не сакам никого да навредам, но оние кои го разбираат веројатно е во ред, но да подсетиме дека ВМРО ДПМН и Никола Груевски оставија 450.000 гласови на овие избори со барањето. Дали е точна бројката? Па формално е, официјално да. Со барањето да не се дозволи федерализација. Меѓу другото, ВМРО ДПМН вели дека велеше и се уште вели дека Зоран Заев, СДСМ сакаа да спроведат федерализација, дале ветување за употреба на албанскиот јазик. Сега ние не зборуваме за навистина суштината ова што го збори Чупеска, но зборуваме за пиар, за политика, за популизм. Да, апсолутно, тоа е така. Тоа беше можеби една од грешките кои што треба да се преиспита во наредниот период на ВМРО ДПМН за време на кампањата, бидејќи беше спинувано за време на кампањата дека ако другата партија победи, дека ќе се федерализира државата. Инаку мислам дека на тезата против федерализацијата на изминатите избори имаше околу 1 милион гласови во Македонија. Бидејќи ниједна партија не настапуваше со платформа за федерализација, значи сите гласови што беа дадени за унитарна Македонија. Да. Мислам дека тука нема никаква дилема. Тоа можеби даде резултат,
кај дел од гласачите на ВМРО да гласат за ВМРО, чувствувајќи дека со тоа се бранат националните интереси на државата и така натаму. И тоа и низ разговор може да се осети и во народот, кај по неинформираните, ако може да се каже, слоеви околу платформата, како што во далечната 2001, ако се сеќавате, имаше по медиумите изјави од типот се ќе дадеме само наместо преамбулата, преамбулантата не ја даваме. Значи, за работи кои што не се јасни, меѓутоа народот знае и може и така и се мобилизира. Етничка мобилизација се прави за поддршка на партиите. Тоа е легитимно само до нивото кој што не задира веќе во државните интереси и не задира во наместо зближување, во продлабочување на меѓуетничката криза, кое што знае во Македонија лесно да се запали, бидејќи како материја лесно запалива меѓуетничките односи, бидејќи тоа е работа на која што институциите перманентно и треба да работат и да се посветат. Етничките прашања не се прашања кои што се затвараат. Меѓутоа, ова кога ќе се каже вака, обичниот македонец ќе рече, еве, ова докажува дека барањата на албанците никогаш немаат крај. Значи, етничките прашања се односите во самите колективи, па се до политичките и институционалните елити, како ќе продолжат да ги развиваат и како ќе продолжат таа општествена кохезија да се развие, бидејќи спротивното, ако се запостават како што беа запоставени во изминатиот период, во име на евроинтеграциите, во име на економскиот развој на државата, ние гледаме дека тие релации во моментов и не се баш најдобри. И добро, дали оваа платформа сега на некој начин, без разлика што ќе се случи со неа и во преговорите за влада и дали идната влада, дали и колку ќе ја спроведе, дали таа сега станува едно мокно политичко оружје за ВМРО-ДПМН, бидејќи и господинот Груевски така и кажа, тој рече дека и да се формира сега влада во која нема да биде ВМРО-ДПМН, таа ќе биде со многу краток рок, ВМРО-ДПМН многу брзо ќе се врати и потоа онака народски кажано сите ќе зажалат што го направиле тоа и тоа повторно се поврзува со неговите повици да не се дозволи федерализација. Значи тој веројатно ќе каже еве да, јас бев во право, гледате кога предупредав. Може да стане опасно оружје ако не постојат стенограми од состаноците и од преговорите кои што се одвиваат, кои што дел од кои што стенограми ВМРО ги објавува и од средбите со странските амбасадори. Имено затоа мислам дека дури беше пласирана во јавност информацијата вчера од страна на ДУИ или завчера дека немаше договор за влада со ВМРО, иако не се разликуваат со ниту една партија, ни со ВМРО, ниту со СДСМ за сите прашања, освен за СЈО. И значи по првпат во Македонија има консензус за прифаќање на барањата за како што е барањето за јазикот или економската равноправност, еднаквост. Така што мислам дека тоа оружје ако се дознаат, а мислам дека не може да се дознаат деталите од тоа како течеле преговорите и што било прифатено, тогаш веќе тоа оружје станува безопасно. Не само тоа, оваа платформа, условно кажано, би требало да го овозможи мултикултурниот консенсус тука, од причина што Македонија е важна како фактор за стабилизација, односно дестабилизација во цел регион. Ова треба да се чита во контекст на косовското прашање, нели, односите со Србија. И од тука и меѓународната заедница верувам дека прави напори да Македонија повторно ја врати на сцена како фактор на стабилност во правец на поддршка на мултикултурен консенсус. Зашто? Затоа што како таков он ги неутрализира страничните евентуални сеционистички или големо државнички проекти, или кажано народски. Доколку во Македонија се овозможи инклузивност од типот на
ева да речеме што ни е идеал, канадската варијанта, погледната каква е владата тамо, ако се овозможи такво нешто, тогаш страничните удари многу полесно ќе се амортизираат од Македонија према назад. Значи нема да може да збориме за никакви федерализации, за никакви големи држави. Зошто? Затоа што ако не им е убаво на луѓето во сопствената држава, а имаат можност да живеат во друга држава, што би ги натерало да останат во таа која што се е повеќе, ако ме разбирате што зборувам. Но сега кога сме кај тој регионален контекст на целата проблематика, значи имаше и една изјава деновиве се врти на еден американски конгресмен. Јас не би сакал премногу да ја коментираме таа изјава, бидејќи истиот конгресмен имал и претходно серија на контроверзни ставови и се разбира во секаде во светот секој политичар може да има да каже став за било што, не значи дека тој отсликува државната политика, но имаме друг момент каде што ставовите на руското министерство за надворешни работи и како ја отсликуваат политиката на Москва, а тие се прилично индикативни бидејќи руското министерство за надворешни работи не се јавуваше порано пречесто за состојбите во Македонија, а од кога почна политичката криза овие 2 години се јавија неколку пати, во последното дури директно предупредија дека Македонија се соочува со нестабилност поради влијанието на западните држави. Мислите ли дека токму тој регионален контекст сега повторно Македонија става во едно жалиште? Да, со тоа што јас мислам дека во случајот на линија Русија-Македонија, мислам жалосно е Македонија да биде ставена како монета за подкосурување тука. Не дека нешто, не знам колку ќе се припотресот русите околу Македонија, ми се чини дека само е тоа едно поенче плюс во однос на прашањата што се нели во Крим. Тоа е главното прашање за Русија. Не е Македонија, се знае, Македонија си е заокружена одамна во стратешките нели овие приоритети дека е партнер со Соединетите американски држави. Мојот впечаток е тој, ако во меѓувреме инаку вие кажавте лобирањето и во Русија си е исто мислам преку финансиски нели како во Америка исто што е, лобирањето и во Америка и во Русија си е нешто нормална појава, не е нешто ново сега дека се случува само во Македонија. Сакам да кажам да не забораваме дека доскорешниот американски државен секретар Џон Кери кажа дека Македонија е на линија на огнот. Меѓу земјите кои се на линија на огнот во западно рускиот двобој. Вистина е со тоа што Јас мислам дека не е тоа некоја голема, дека на Македонија улогата е огромна или влогот во таа игра е не знам колку голем за да може да биде решавачки во однос да речеме на важните прашања од типот на Сирија и Крим. Мислам ве молам. Тие регионални влијанија и како се присутни, мислам дека се повеќе во последните неколку години во регионот, па и во Македонија. Мислам дека прв пат така јавно да видиме настап околу проблемите во Македонија, околу внатрешните проблеми во Македонија. Од страна на Русија имаше во случај кога се случи конфликтот во Гошинце, во Кумановско. Тоа беше пред мајскиот случај исто така во Куманово, каде што во Руската дума и представници од Министерството за надворешни работи како да има што да кажат околу тој инцидент и тоа е доста индикативно. Не само во Македонија, тие напори да се влијае во политиката, а не само во Македонија, значи ние видовме и во Црна Гора, гледаме и во Србија, и како е присутно тоа влијание. И денеска, после Косовската војна, да речеме, во Србија се уште нема влада која што ќе излезе јавно да биде про НАТО ориентирана. Они се за Европската унија, за евроинтеграција, меѓутоа не за НАТО. Тоа беше и со обидот за да се дојде на власт во Црна Гора со опозицијската просрпска партија преку помош на Руската Федерација. Не подалеку од денеска, мислам дека беше тоа директорот на разузнавачките служби на Германија, излезе со изјава дека има индикации дека Руската Федерација сака
да има влијание на некој начин во изборите во Германија. Добро, тоа е она слично обвинување со изборите во САД. Да. Тоа е слично, меѓутоа кога една Германија ве обвинува или барем ве спомнува во негативен контекст за мешање во внатрешните работи и во начинот кого и во изборот кого вие ќе изберете, тоа веќе мислам дека ги преминува границите на добар вкус и веќе те става и како во линијата на огнот. Добро, но исто тоа се случи и беше кажано и за изборите во Америка, со тоа што беше кажано дека резултатот, исходот од изборите немаше влијание од страна на Русија, меѓутоа дека нападите, компјутерските напади беа цело време присутни и секогаш кога ќе видите европските држави како се оддалечуваат на некој начин политички од самата Русија или се оградуваат или па поддржуваат некаков тип на санкции, така овие изјави па и овие обиди за влијание внатре се посилни. Добро, но и мислам дека на тоа само да резимирам, апропо ова, несфатливо е за мене како може за контекстот во Македонија да имаме ситуација на вистина да допушти ВМРО да помене, бидејќи ја не сум убеден дека ВМРО има било што од стратешките определби сменето и дека не е веќе про НАТО и европски ориентирана, допушта да се добие впечаток и што тука има на вистина во сите овие индикации, да се добие впечаток дека се поблиску и соработката со руската амбасада и со руската влада се продлабочува на сметка на таа соработка со Америка и Европската унија, кога знаеме дека баш една од причините зошто 2002 ВМРО ги изгуби изборите и тоа би требало да биде на поука за нив, дека на тој начин секако ти можеш популистички да се обидеш да придобиеш некој глас повеќе, меѓутоа на долг рок не помага за самиот развој на партијата и за перспективите на партијата. Така што не сум до крај тука убеден што е планот на ВМРО, дали се наседнати и од кого, или дали навистина има тука некоја промена. Сакав да прашам, кога Москва ќе каже дека доколку не се почитува волјата на мнозинството, дека тоа може да значи нестабилност за Македонија, а кога истото ќе го каже и ВМРО ДПМН, која е сепак партија која освои најмногу гласови, се плашите ли вие навистина дека е можна нестабилност? ВМРО има најмногу пратеници и има легитимно право да се обиде да формира влада. Ако не успее во таа намера, имаат останатите партии, значи да не ги дискутираме тука типовите на влади кои што се можни, имате и малцински влади и секакви. Меѓутоа тоа е за внатрешна употреба и ние како ќе се договориме во Македонија. Меѓутоа волјата на народот да одреди која е волјата на народот, руската амбасада или руското министерство, тоа е многу индикативно. Значи, вие ако поддржувате процеси, пред се треба да бидете тука присутни со реформирање на државата, со унапредување на демократијата, со инвестирање на па и парични средства, со донесување на големи проекти кои што ќе не унапредат државата. Што значи волјата на народот? Јас слушав и ја прочитав тој документ кој што беше како изјава даден од страна на амбасадата, меѓутоа колку и да го прочитам не го разбирам што значи тоа. Кој треба да формира Путиновска демократија, тоа значи. Добро, пред крајот на емисијата сакам да отидеме со една општа тема која е поврзана и со Македонија и со регионот, но и со светот. Тоа е чупеска растот на популизмот. Гледаме дека имаме еден бран кој особено доби печат со изборот на господинот Трамп за председател на Соединетите Американски држави, но сега следуваат избори во неколку европски држави, се случи Брекзит, се најуваат други слични струи. Кажете ми во која насока оди светот? Светот оди во насока, би се рекло,
која што ја рефлектира стварноста. Прво, значи, самиот популизам е нешто што е својствено за секоја демократија и за да него го нема, нели не можеме само да се ослонуваме на демократијата, дека да е таа волјата на мнозинството и толку и да завршува со изборите. Кога збориме за демократија, нужно мораме да ја поврзаме со популизмот, така? Владење на народот е тоа. Но за да, бидејќи низ историјата неколку пати имало секвенци на популистички режими кои што потоа деформирале во авторитарни, па на крајот и во тоталитарни режими, денеска знаеме дека за да не се случи тоа, мора да има и права и слободи и сет на други референции кои што ќе збогатат демократијата да не се деформира во правец на популизам. И бидејќи светот по мене е во една фаза на поготово во Западна Европа, нели, на тој свет повеќе мислам, па можда и не само тој, туку и новите економии е во една фаза на зауздан неолиберализам и една јака неолиберална и предаторска капиталистичка енергија. Како таква таа, за да одговори, се тоа се веќе други дебати, меѓутоа се испостави дека капитализмот таков, новиот капитализам на 21. век, и како е компатибилен со авторитарните режими, односно со популизмот. И од тука многу влади во светот подлегнуваат на тие неокорпоративистички и неолиберални тенденции кои што овозможуваат такви влади да обстојуваат. И тоа допрва ќе го гледаме секаде. Да, но тука опасноста се разбира е падот на слободите, на човековите слободи, на човековите права, еден процес кој можеби почна со 9/11 во Соединетите Американски држави и кој се чини дека некако светот оди во таква насока на намалување на тие индивидуални слободи. И дали која е опасноста тука за малите држави како што е Македонија? Добро, да почнем од последното, 2001, од 11 септември, на вистина таа дебата е присутна и во Соединетите држави и во останатите развиени демократии. Да не збориме за тие што се во развој или неразвиени. Ние па со други недемократски процеси или проблеми се занимаваме. Факт е дека има намалување на индивидуалните слободи во име на безбедноста. Тоа се случува во Соединетите држави, со донесувањето на тоа што се нарекува Patriot Act од страна на администрацијата на Џорџ Буш. И тоа всушност две вредности во еден вредносен систем, па и политички систем, кои што се можеби на исто ниво на пиедесталот, а тоа е индивидуалната слобода, меѓутоа и безбедноста, се доведуваат во прашање која е побитна во таков случај, и затоа ги имате сите оние мерки и процедури безбедносни кои што ги имате од улица па се до аеродромите, во име на безбедноста, следење на комуникациите на начин регулиран поинаку со закон, и бројката на луѓе кои што се следени, меѓутоа тоа секако оди со судска одлука, не може баш на кого ќе му текне да се следат. Исто така бројката на тие луѓе кои што се сомнителни и потенцијални терористи, да речеме, се преземаат мерки против нив. Меѓутоа тоа е за таму. Нашите демократски вредности, ја сакам да се надоврзам на тоа што кажа и колешката, пред се слободата на говорот е една работа која што ние полека ја апсолвираме колку толку последниве 25 години. Да не забораваме дека 25 години за една демократија не се големо милие. Значи ние ако колку и да сме млади се сеќаваме на времето на комунизмот и како таа неслобода на говорот изгледаше, сепак, значи, исчекор напред е направен. Така што не би дал тука некоја негативна слика или песимистичка дека светот се движи и оди кон недемократија или кон тоталитаризам или кон сега квалификацијата која што ја кажавте со првите се согласува, меѓутоа
за неокапитализмот со предаторски неокапитализам, не знам, ние се уште, значи како демократија и како држава, бидејќи немаме капитал, не можеме баш во такви односи да влеземе. Нашата слобода, демократија и индивидуални слободи, па и во изразувањето, зависат од тоа што носиме дома и колку реално имаме ние за живеачка. Бидејќи тука не е само одговорноста на политичките партии, можеби тука и најмалку да се обидам малку и да ги амнестирам, бидејќи цело време ги критикуваме политичките партии, се одговорни за тоа што немаме ние таков демократски сенс како што имате во Соединетите држави, например. Трамп победи на изборите, утре дента вие имавте стотици илјади луѓе кои што излегува на улиците да протестираат. Они не го оспоруваат Трамп како председател, они го признаваат Трамп како председател. Меѓутоа, дел од неговите заложби, политики кои што ги вети, излегува на улица да кажат дека они како гласачи, како 60 и неколку милиони гласачи кои што не гласаа за него, дека се спротивставуваат. Тоа е демократија. Значи, не е демократија на денот на изборите на 11 декември сте го дали гласот и си одите дома 4 години, очекувате некој да ви ја среди ситуацијата и домот и државата, туку секој да го даде својот придонес и да постапи така како што навистина мисли дека е правилно, без разлика дали некојаш тие наши индивидуални одлуки може да бидат на наша лична штета. Да. Латифи Чуперска-Станишковска, ви благодарам на двајцата за учеството во емисијата, а вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа на телевизија 24. Останете со нашата програма, следува информативниот блок.